На влезот на Куманово се наоѓа првата од предвидените 7 модерни електронски патарини кои ќе се градат во земјава. Граѓаните ќе можат да изберат дали ќе плаќаат со пари, со картичка или со специјални тагови кои ќе бидат залепени на предните ветробрански стакла на автомобилите. Првата модерна патарина се очекува да биде пуштена во употреба до крајот на годината. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изврши увид во првата електронска патарина во земјава. Првиот човек на партијата се надева дека новата влада нема да го стопира овој проект, кој значително ќе намали гужвата на кумановските патарини. Значи, тоа е една прва сериозна, озбилна, крупна модернизација на патарините во Македонија. Ова е првата патарина која што се завршува и која што ќе обезбеди побрз транспорт, побрзо завршување на сите обврски и не чекање на место некогаш и по 10-15 минути кога има големи гужви. Председателот на партијата прошета низ Кумановската чаршија, каде што оствари средба со граѓаните од Куманово, кои посочија на големиот проблем што го имаат со урбаната мафија, која, како што велат, со години владеела со градот. Она што можеме да го забележиме во изминатиот период во Куманово е дека самите представници на СДСМ кажуваат дека во градот владее урбана мафија. Кандидатите, партиските кандидати на СДСМ јавно зборуваат дека ако тие бидат избрани за кандидати за граначалници и ја добијат довербата од граѓаните, ќе се справеле со урбаната мафија која што толку многу години нивната партија ја негува, а и самите тие во својство на функционери на СДСМ ја негуваат. Кумановските пензионери побара од Груевски да не дозволи да се укинат придобивките за пензионерите, а помладите да се вложува повеќе во развојот на градот со отворање на нови бизниси и нови работни места, пред се за младите. Се пожалија на урбаниот и сообраќаен хаос и редици други проблеми од реалниот живот. Ние ќе понудиме решенија на следните локални избори, кои што ќе значат решавање на проблемите на кумановчани, затоа што тие заслужуваат подобро, додаде Груевски.